Преку интересна приказна и ликови до поттикнување благодарност и убаво однесување кај децата. Ве запознаваме со интерактивната сликовница Благодарам на Ана Салтирова Давидовски, која неодамна го доживеа своето трето издание. Имате издадено една интерактивна книга наречена Благодарам, која што ги поттикнува самите деца на благодарност и убаво однесување. Па пред се, од каде дојде идејата за оваа книга и за деца од која годишна возраст се пред се наменета? Супер, благодарам за поканата и благодарам за препознавањето дека поттикнува, али не ги поттикнува сами децата. Поттикнува родителите заедно со децата интерактивно да работат. Како што спомена, тоа е интерактивна книга, интерактивна во контекст родителите и децата заедно работат како би можеле да го развијат мускулот на благодарноста, зашто исто како што се што развиваме кај децата, така треба свесно да работиме и на развивање на навиките кои што сакаме да ги имаат, како што е например благодарноста. И е малце повеќе од убаво однесување. Во овој контекст под благодарност не се мисли на, да кажеме, благодарам кога ќе ни даде некој нешто, кога ќе ни каже нешто убаво. Него се мисли благодарност за се што имаме во животот, да може да ги препознаеме, забележиме работите и да им дадеме признание. При тоа тука вклучувајќи ги можеби и оние неубавите работи што ни се случуваат, заштото што тука се скриени и испакувани лекциите кои што можеме да ги научиме. И тоа е еден став кој што јас сакам да ги научам моите деца. Ценам дека е многу важен да го имаме како пристап во работата, тоа што по професија сум HR професионалец, долги години сум во светот на развој на големите и гледам дека некои работи ние родителите можеме да ги потпомогнеме, поттикнеме за оној момент кога ќе влеземе во светот на големите, што е, предпоставувам, фокус, љубов, желба на родителите да ги подготват колку што е возможно подобро своите деца за да бидат успешни во тој свет. Една од работите што и како ќе им биде корисна е да бидат благодарни за грешките зашто од нив се учи. Книгата содржи различни теми, а од децата кои ја читаат се бара да искажуваат благодарност за различни работи и на тој начин кај нив се формира свест за благодарност кон работите кои што можеби не ги приметуваме, а треба да сме благодарни за истите, вели авторката. Конкретно тука има два лика, станува збор за Огнен и Елена. Огнен и Елена се моите дечиња, книгата настана со тоа што почнав да ја работам благодарноста со нив. Ги видов резултатите, ми се допадна и решив да ги споделам со другите родители. Многу сум среќна што е препозната книгата, затоа што веќе е трето издание. А трето издание, и тоа сакам да го споменам, е и со фондот за дислексија, под мотото секој може. Поддржана е и од Здруженијето за дислексија Ајнштајн, како би можеле да ги вклучиме и дечињата што читаат малце поинаку. Како е структурирана, ме праша? Јас сум NLP тренер и NLP коуч, тоа е методологија што ја проучува успешноста. И сите се согласни, науката, не правам муабет, концепт на луѓе, дека за да формираме некаква навика треба да се споменат едни истражувања викаат 21 ден, други истражувања викаат 45 дена, трети истражувања викаат 66 дена. Не може да се договорат за бројот на денови, но сите се согласни со моментот дека треба нешто да се повторува X пати, како би можело да се автоматизира и да влезе во концепт на навика. Така е концепирана и книгата. Има месец дена работа со детето, каде што отвараме различни теми, секој ден и секој ден пред легнување се искажува благодарност за различна тема. Убавата работа со различните теми е што имаме можност да поразговараме со децата на теми што можеби и не би ни текнеле да ги прашаме. Тоа беше искуството што го имав јас со моите деца. Едната работа и другата работа имаме можност и ние да споделиме некакви лекции, искуства што би сакале да ги имаат нашите деца, а ете не сме имале можност да ги споделиме на поинаков начин. Благодарноста се учи во најрана возраст и е добра подкова за успех во понатамошниот развој на детето, ни сподели Ана. Би поставила контрапрашање. Како би се рефлектирало ако гледаме на се негативно, воспротивно, како би се рефлектирало ако гледаме на сите работи позитивно. Тоа не значи да ставиме розови наочери, да се правиме дека проблемите не постојат, тоа значи само од позитивен пристап да им погледнеме во очи и да речеме да видиме како може. Тоа се уствари двата чекора на кои што работам во кампањата која што ја покренав, а тоа е првиот позитивниот пристап кон работите, а вториот е размислување во духот како може. Сега работам на третата книга на која што е тен сум среќна, која што го носи точно тој наслов, како може, затоа што многу е важно мисловниот процес што си го тираме,
што си го водиме и како се водиме кон работите. Така да, ако еден голем човек дојде на работа, тоест едно мало дете порасне во голем човек кој што се интегрира во едно окружување, јас како HR професионалец би била супер среќна да имам став, имаме проблем, колку возбудливо, дај да видиме како да го решиме. Спротивно на тоа, да го игнорираат проблемот, да го пикнат под маса, па да го ранат чудовиштето, да го ранат чудовиштето и кога искочи чудовиштето, више да не знаеме што да му правиме од тоа што е големо и така натака. Така да мислам дека и такако влие на квалитетот на живот. Не е среќен оној што многу има, туку оној кому малку му треба. Да бидеме благодарни за се што имаме и ќе имаме уште повеќе.